Добродојавте во новата епизода од Инженеркаст. Денеска со мене е професор доктор Мери Цветковска, која е професор по катедрата за механика и материјали на Градежниот факултет. Чест и задоволство е што разговарам денеска со вас како експерт во областа на темата за заштита од пожарите. Ви благодарам за присуството. Ви благодарам за поканата, посебно што покажавте интерес, еве да разговараме за една многу актуелна тема во градежништвото, а тоа е влијанието на пожарите врз конструкциите и воопшто за безбедноста во случај на појава на пожар. За почеток сакам да ве прашам што е пожарна сигурност? Пожарна сигурност, како секоја сигурност од било кој инцидентен товар, се очекува да имаме доволно време присутните во објектот да се евакуираат, објектот да не се сруши за време на дејство на пожарот, за она време додека е потребно да сите што се наоѓаат во објектот се евакуираат, доколку е потребно и некои материјални добра кои што се од посебна важност, да речеме, ако се работи за музеј со многу вредни уметнички слики, секако вие ќе се потрудите и уметничките слики да ги извадите од објектот пред тој, да речеме, тотално да преживее колапс. Значи, пожарна безбедност е безбедност и за објектот, и за присутните внатре, и за службите кои што потоа ќе дојдат и ќе се обидат да го гасат пожарот. Значи, треба да се чувствуваат безбедно, да влезат во објектот и да ја започнат акцијата. Пожарна безбедност значи и да спречите да се шири пожарот на соседните објекти, низ самиот објект ако е можно да не се шири во големи рамки, значи да биде ограничен на одредена локација од објектот. А за сето тоа потребно е да се преземат низа мерки кои што ќе го обезбедат сето тоа. Спомнавте заштита, меѓутоа како кој тип на заштита би можеле да го земеме во предвид? Дали тоа се материјалите, претходно проектирање во самиот проект, од што зависи заштитата? Тоа две групи на мерки кога зборуваме за заштита: пасивна заштита и активна заштита. Самиот збор пасивна заштита значи дека тој штити и пред да се случи пожарот. Значи штитиме преку конструкцијата. Објектот, значи, прво го проектираме да издржи одреден временски период дејство на товари, да не се сруши. Штитиме преку посебни противпожарни ѕидови и прегради кои што ќе го ограничат ширењето на пожарот. Штитиме со употреба на соодветни материјали кои што не се горливи, кои што ќе го задржат преносот на топлината. Штитиме со, да речеме, громобранска инсталација спаѓа во пасивни мерки, значи таа е проектирана така да не дозволи да се случи пожар. Додека втората група на мерки се активните мерки, а тоа значи од кога ќе се случи пожарот, потребно е тие да бидат активирани. Значи би се активирал аларм кој што ќе предупреди дека се случил пожар во некој дел од објектот, па присутните да можат да го напуштат. Постојат системи за гасење на пожар, да речеме преносните апарати. Некој треба да го подигне тој апарат и да почне да гаси, значи дека тој е активна мерка, треба да се активира, некој да преземе мерка, тој да почне да функционира. Спринклер системите исто така спаѓаат во активни мерки за заштита од пожар. Сите тие, значи, се мерки кои што помагаат на време на евакуација и пожално да не дојде до жртви и повредени. Преку реални примери, зошто настануваат? Кои се најчести причини за настанување на пожар на конструкцијата? Пожарот спаѓа во хазарди кои што се предизвикани најчесто од човекот во објектите. Или повторно од некоја човечка грешка. Значи може да настане најчесто во стари објекти, ќе речат, од застарена електрична инсталација, па одреден мал спој, некаде искра. Меѓутоа, голема улога има невниманието. Ако направиме преглед на статистика, во зградите најголем број пожари настануваат во кујната. Од невнимание при готвење, заборавено нешто на шпоретот. Значи, човекот е тој кој што со своето невнимание во голема мерка е причина за појава на пожар. Во канта фрлен опушок кој што не бил доволно добро изгаснат, локално ќе се запали кантата, ако тоа никој не го примети, од кантата ќе се прошири. Ако е кантата на паркет, лесно ќе се запали паркетот и така натаму. Значи, може да биде од опушок, од искра, електрична,
од триење некое кое што го зголемува греењето, па ќе ја донесе температурата до точка на палење на некој материјал, така да памукот ако од подолго време го држите на некоја температура од 170-180 степени, тој ќе се запали и без да има огин. Дрвото исто така, ставете парче дрво во печка и само грејте го. Ако тоа биде таму 20-30 минути на температура од 200 степени, повторно ќе се запали. Значи се зависи на која температура, колку време ги држиме материјалите, може да дојде и до нивно само запалување. Сега има материјали кои што се горливи, има материјали кои што не се горливи. За среќа бетонот и челикот спаѓаат во класа А на негорливи материјали и не придонесуваат на процесот на горење и ако се случи пожар во таков објект, температурите нема да се зголемат дополнително заради учеството и на самата конструкција. Ама во објекти изградени од дрво, дрвото е горлив материјал, сигурно температурите што ќе се развијат ќе бидат повисоки отколку во зграда што е изградена од бетон, од челик. Значи, многу фактори влијаат. Исто имаме пожари и во индустријски простории. Од што најчесто настануваат во индустријските простории и нели имаме и на сами градилишта пожари. Од што најчесто тие настануваат? Па во индустријските објекти повторно е тоа резултат или на невнимание или на застарена опрема индустријска. Значи, ако се работи со опрема, тоа е со машини кои што се доста стари, нередовно одржувани, било која мала искра може да предизвика пожар. Пред 2 недели имавме голема конференција за заштита од пожар, која што се одржа во Скопје под покровителство на SFPA, тоа е Society for Fire Protection Engineers. Посебен оддел формиравме како огранок за Северна Македонија и наш гостин од Португалија потоа одржа воркшоп на градежниот факултет. Дури направи и неколку мали експерименти интересни да покаже како нешто може да се запали. Во една лажица стави брашно од пченкарно брашно. И со бренер делуваше према лажицата. Ништо не се случи. Меѓутоа истото тоа брашно го дувна, направи прашина и со бренерот кога действуваше, се направи огромен пламен во тој момент. Значи, истиот тој материјал зависно во какви услови е, како го чуваш, дали е тоа прашина или е сконцентриран материјал, различно реагира. Знаеме дека во индустријските објекти прашина има и текаква, значи дури и метал може да гори. Све зависи кои се тие индустријски процеси. Затоа мора да има строго пропишани правила како да се однесуваат и вработените, значи да имаат обука, какви мерки треба да преземат да не дојде до појава на пожар. А ако дојде, како да реагираат? Јас сум дете од бивша Југославија и памтам дека на времето имаше посебни обуки не само за фабриките, туку и во училиштата. Имавме буквално еднаш на 6 месеци или еднаш годишно вежба како да реагираме ако се случи пожар, ако се случи земјотрес. Нашите деца денес тоа не знаат. А кога би знаеле што да прават на училиште, истото би го примениле и дома и повеќе би внимавале. И би се подигнала таа култура, тоа ниво на познавање на проблемот пожар. Се што се познава, полесно се совладува. Точно така. Ги напоменавме конструктивните материјали, како пожарот баш така објаснете во најточно го напаѓа материјалот, односно конструктивниот систем, дрвото, челикот, бетонот. Зошто бетонот е отпорен повеќе од челикот и од дрвото? Така. Секој материјал изложен на покачена температура ги менува своите карактеристики, и физичките и механичките карактеристики. Физичките карактеристики значи преносот на топлината ќе се разликува кога тој е на 20 степени и кога е наречеме на 300, на 400, на 800 степени. Но може би тоа не е толку страшно колку што за нас е страшно промената на физичко-механичките карактеристики. Претрпува деградација. Значи се намалува за бетонот јакоста на притисок, модулот на еластичност, кај челикот граница на разликување, модул на еластичност, за дрвото исто така, значи промена на механичките карактеристики и сето тоа доведува а се случува со пораст на температурата. И во тек на време како расте температурата,
Така паѓаат физичките и механичките карактеристики и ќе дојде момент кога редукцијата на носивоста на конструкцијата се изедначува со дејството од надворешните влијанија, од товарите, и конструкцијата ќе доживее колапс. Бетонот точно поспоро значи ги губи своите карактеристики од причина што поспоро ја пренесува топлината. Значи единствен спас за бетонската конструкција е тоа што споро се загрева. Ламда, коефициентот на пренос на топлина на бетон се движи некаде од 1,6 до 2,3, 2,4 вати на метар келвин, а кај челикот 54. Што значи сигурно дека челична конструкција брзо ќе се загрее. Штом брзо ќе се загрее, брзо ги губи јакосните карактеристики и затоа велиме челикот како материјал е понеповолен од аспект на дејство на пожар. Но не е точно дека ни бетонот нема да претрпи огромни оштетувања, значи имаме случаи како инженер кој што се бави со оваа проблематика, сум била на објекти каде што пожарот предизвикал дури комплетно рушење на меѓукатна плоча, столбови оштетени до тоа ниво да веќе не можат да ја вршат својата функција, мора да бидат срушени и заменети со нови, ако е возможно. Често пати се доаѓа во ситуација да мора и цела конструкција потоа да се руши, затоа што санацијата е неможна. Сега за дрвото е интересно, затоа што дрвото би можеле да кажеме дека е дури подобро од челикот, иако дрвото гори. Затоа што кај дрвото се ствара тој површински јагленисан слој кој што се однесува како изолатор покасно и го успорува преносот на топлина. И ако го знаеме брзината на напредување на тој јагленисан слој, ние можеме да го димензионираме пресекот од дрво со зголемени димензии и да предвидиме, по овој слој од 3-4 сантиметри нека изгори, срцето ќе остане здраво и ќе издржи, да речеме, оваа конструкција цел саат можеби. Што кај челикот, ако не го штитиме, не можеме со зголемувањето на димензиите така да влијаеме, затоа што ламда коефициентот е толку висок што толку брзо ќе се загрее челичниот профил. Единствен спас за челичните профили е или да го бетонираме во повторно бетонот да го штити челикот, или да предвидиме облоги со камена волна и гипс-картонски плочи, или доста скапи премази. Меѓутоа и тука е многу дискутабилно со тие премази, тие не се трајни. После 3, 4 до 5 години тие треба да се обноват. Кај нас, за жал, праксата е да ја штитевме конструкцијата челиште, го премачкавме, ја премачкавме целата кровна конструкција, да речеме, со тие специјални противпожарни премази и толку. Никој не проверува после 5-6 години дали тој заштитен слој ја врши уште својата функција. Не ги спомнавме, монтажните објекти имаме многу чести монтажни куќи. Кај нас, нели, се актуелни. Колку нивниот материјал е огнеотпорен, за разлика од другите материјали. Што мислите за монтажните објекти? Во која смисла монтажни, од кои материјали? Мислите од нели актуелни се панел плочи, сендвич панелите со исполна од полиуретан. Так. Сега, сите тие доколку внатре е исполната од камена волна би биле одлични за случај на пожар, затоа што камената волна не гори, стабилна е до 700-800 степени, а над тоа може само малку ќе калира, малку ќе ја смени бојата, но нема да се стопи и нема да гори. Меѓутоа, ако се тоа панели што се со внатре исполнети со горлив материјал класа F, како што е полиуретанот, не би сакала да дискутирам што се може да се случи. Можно и кај нив подобрување, да речеме до одредена мерка, се ставаат специјални ретарданти, но тоа зависи дали така е произведено. Значи, ретардант значи субстанца која што се додава за да го успори процесот на горење и фактички смалува и чадење, смалува и ефекти на топење. Многу подолго време ќе издржи тој материјал пред да настане таа реакција што ја има без додаток на тие ретарданти. Сега имаме нели моделирање на сите пожарни сценарија од типот на ISO 834, HC кривата и од флеш овер вентилацијата, FDS симулации, како би ги објасниле од
како би го објасниле ова моделирање? Па прва крива што беше воведена тоа е ISO 834 во Европа, нејзен пандан во Америка, уствари тоа е првата крива што ASTM. Кривата, тие се многу слични, малку се разликуваат. Зошто се воведени кај нив? Нема гранка на опаѓање. Значи температурата континуирано расте. Меѓутоа биле воведени за да може да се унифицираат тестовите. На времето немало опција да се прават сложени нумерички анализи за анализа на конструкциите на дејство на пожар, за разлика од денес. И нормално единствен начин да се дефинира како, да речеме, стол, греда, плоча ќе се однесува во пожар, било да се тестира во специјално изработени печки. Во тие печки морало на некој начин да се симулира порастот на температурата. За да биде унифицирано, дефинирана е таа крива ISO 834, која што одговара на така наречен целулозен пожар во простории што не се поголеми од 400 квадрати, со висина не повисока од 4 метра, во која што факторот вентилација е занемарен. И тука температурата постојано расте и достигнува високи вредности. Реално, таков пожар во природата нема. Секој пожар после одреден временски период, кога ќе го достигне својот максимум и кога веќе сиот горлив материјал во тој простор полека ќе согорува, ќе добие таа гранка на опаѓање. Сега, токму тоа го дозволуваат и новите прописи, еврокодовите за проектирање на конструкции. Во секој еврокод имаме посебен дел кој што се однесува за дејството на пожарот на конструкцијата. Значи, во еврокодот 1, посебен дел 1-2, ги дефинира токму овие модели на пожар што може да се применуваат. Во двојката, што се однесува на бетонот, имаме дел 1-2, кој што се однесува на дејството на пожарот врз бетонските конструкции. Кај челичните конструкции тоа е еврокод 3, дел 1-2 и така натаму. И сега е дозволено, значи, да не се работи само по ISO кривата, која што е врзана за стандардите, за прописите во секоја земја, туку да се користат и параметарски модели на дејство на пожар, кои што реално го симулираат пожарот во пожарниот сектор, меѓутоа мораме да знаеме со кое пожарно оптоварување располагаме во тој простор, какви се карактеристиките на улогите на тој пожарен простор, димензиите, вентилациониот фактор, значи какви отвори имаме, која количина на дотур на кислород, на која висина е поставен прозорот, не е се исто дали е доле ниско или е горе високо поставен, различна количина на кислород влегува. И значи таа пожарна крива може да се моделира, но во тој случај треба да докажеме дека конструкцијата ќе ја преживее и фазата на грејење и фазата на ладење. А ако работиме со ISO кривата, тогаш само се задржуваме на она што го велат стандардите. Да речеме, кај нас нашиот правилник за заштита од пожар, експлозии и опасни материи пропишува за сите објекти најмала пожарна отпорност што се бара, тоа е 2 часа. Тоа значи конструкцијата да преживее 2 часа дејство на ISO крива. Сега дискутабилно е дали секаде ние имаме толку интензивни пожари, па да мора ISO кривата да ја примениме на конструкцијата во траење од 2 часа. Токму затоа сега се дозволува да можеме да го моделираме пожарот и да употребиме параметарски модел на дејство на пожар, или ако се работи за големи простории како што се индустријски хали, аеродромски хали, дека тука можеме да користиме локализиран пожар, кај кој што дејството на пожарот е интензивно на одредена површина, меѓутоа не се шири во целиот пожарен сектор. Пасивната противпожарна заштита, нели имаме заштита на ѕидовите, противпожарни врати и облажување на челикот. Кое е вашето мислење, да кажеме, за ѕидовите? Самите ѕидови, не како ѕидови, туку и плочата треба да ја третираме како ѕид на граница на пожарен сектор, значи површински елементи на граница на пожарен сектор. Пожарниот сектор, колку е помал, ние сме побезбедни. Значи, во една зграда, која што има, да речеме, 10 спрата, пожелно е да не дозволиме целата зграда да биде еден пожарен сектор, туку на 2-3 спрата да имаме, или секој спрат да представува посебен пожарен сектор. Но тоа ќе подразбира подната плоча, и таванската плоча, и сите ѕидови да го задржат дејството на пожарот, ама да го задржат, значи не само да не се срушат, туку и да не претрпат деформации
односно да се појават пукнати низ кои што ќе помине пламенот и чадот, па ќе се прошири на соседен пожарен сектор, или нема да дојде до прегревање на спротивната страна, односно неизложената страна на пожар, затоа што знаеме топлината поминува низ преградите, полека во тек на време. Ако од оваа страна јас имам температура од 1000 степени, од надворешната страна ако го допреме зидот, сигурно нема да биде 20 степени, туку може ќе достигне во даден момент и 800 степени. Но за кое време? Значи, затоа и велиме во пропишано време, ако се бара 2 часа, тоа значи за 2 часа неопожарената страна да не биде потопла од 180 степени. Зошто? Затоа што тогаш ќе предизвика само запалување на материјалите што се на спротивната страна заради зрачење. И пожарот се проширил. Иако зидот не се срушил, пожарот ќе се прошири на соседен пожарен сектор. И затоа е многу битно, јас секогаш велам на моите студенти, тоа им го потенцирам, пред се е битна конструкцијата. Сите други останати мерки, ако ги и да функционираат, ако конструкцијата се сруши и не си ја задржи својата функција во пропишано време, тогаш ниту спринклер системот ќе има функција, ниту системите за отчадување ќе можат да си ја завршат својата функција, значи нас ни треба пред се стабилна конструкција. Ги спомнавме вратите, Да. противпожарните врати, нели ги коментиравме пред малку. Што мислите во една зграда? Дали треба да има барем во една врата противпожарна врата и врата да е наречена за евакуација? Се зависи од тоа како е конципиран објектот и како е предвидена евакуацијата. За жал, ова е мултидисциплинарна област. Никој од нас не е стручен во се. Јас сум градежен инженер, можам да зборувам за заштита од пожар од аспект на градежништвото. Меѓутоа, секако нема да се осмелам и да го решавам проблемот за отчадување, затоа што не сум машински инженер. Ниту пак да го решавам системот за алармирање или пак за гасење на пожар, затоа што не е тоа моја област. Градежниот инженер соработува со архитектот. Архитектот треба во старт да предвиди, согласно на правилниците, како од објектот ќе се врши таа евакуација. Во последните години, за жал, во нашите згради ние не предвидуваме да имаме по 2 излези. Во секој објект во кој што има повеќе од 50 присутни, минимум 2 излеза треба да се предвидат. Ако е тоа приземен објект, ајде ќе кажеме преку прозор, ќе избега некој. Но што правиме со повисоки објекти? Имаме само едно скалишно јадро, во кое што ако не сме предвиделе над притисок, да чадот го повлече нагоре, за да немаме опција да се зачади самиот скалишен простор, или кој ќе отвориме вратата од станот. Над притисокот обезбедува чадот од станот во кој што се појавил пожар да не излезе на скалишниот простор, за да можат сите оние што се на погорните спратови по тие скали да се евакуираат. Значи, потребно е да се предвиди безбедносно скалиште, така се нарекува, по кое што ќе се врши евакуацијата. Тоа треба да има доволна ширина, да не биде предолго, значи се пресметува по која должина треба да биде патот за евакуација. Потребни се противпожарни врати. Најдобро е, да речеме, порано се сеќавам, доста имаше и сите згради од високите кули од градскиот зид беа градени на тој принцип. Скалишниот простор беше одвоен со специјални противпожарни врати. Ако на еден спрат се појави пожар, се затвараат противпожарните врати, евакуацијата се одвива преку тоа скалишно јадро, кое што е обезбедено дека нема да биде зафатено од пожар. Тоа сега некако последните години се занемари. Во долгите блокови евакуацијата беше, ако се појави во првиот влез, преку ходници кои што се наоѓаат на најгорниот спрат или преку терасата, се одеше на следниот влез и можеш да се евакуираш. Сведоци сме дека на голем број од такви објекти денес во Скопје и во Македонија се затворија пролазите, се направија станови и фактички останавме без опција за евакуација. Се фокусираме малку се на темата за активна заштита, тука нели се хидрантите, алармните системи, оддимувањето и сите останати нели елементи кои ги содржи. Па да почнеме со хидрантите и хидранската мрежа. Неопходни во случај на пожар, значи во секоја зграда, затоа и прописот ги воведува, значи кога би на време би се реагирало со хидрантната мрежа,
не би се дозволило некој пожар кој што се појавува во некој стан, да речеме, во зградите, да се прошири така брзо на останатите станови. Но за тие хидранти треба да бидат одржувани и проверени од време на време. Значи, ние не сме сигурни дали внатре во хидрантот прво имаме вода, дали е тука цревото, дали притисокот е доволен за да може да се реагира. Потоа надвор од самиот објект треба да имаме и надворешни хидранти, затоа што противпожарните возила кога ќе дојдат, тие треба преку од тие надворешни хидранти да се дополнуваат за да можат да действуваат и да го гасат пожарот. Значи и надворешен и внатрешен хидрант. Во објекти кај што како што се зградите, посебно па во училишта, во градинки, во објекти кај што има повеќе луѓе, самите преносни ПП апарати, можеби ќе речеме во таа паника дали некој ќе се сети да го земе ПП апаратот и да почне да гаси. Меѓутоа може со присебност и доколку со вежби претходно сите биле подготвени како тоа се прави. Ако се работи за некој мал инцидент кој што на време ќе го спречиме со противпожарниот апарат, ќе се спасиме од големи последици понатаму. А ако во паника избегаме и тој апарат не го употребиме, нормално дека пожарот после ќе се расшири, додека да пристигне противпожарната служба веќе може да се случи и цел објект да биде зафатен. Посебно во сегашно време со ПП апарати нема да се изгасиме, но нашата енергетска ефикасност ни направи голем проблем со пожарите, затоа што објектите ги обложивме со ефтин материјал, екструдиран полистирен. Не велам да не го користиме, но постојат правила како треба да се постави на фасада. Кај нас тоа воопшто не се внимава, значи објекти високи по неколку спрата, од доле до горе без никаков прекин се обложени со екструдиран полистирен, кој што знаеме дека е катастрофален од аспект на пожар. Ајде што го пренесува пожарот, туку и толку многу чади, значи испушта токсичен газ, што противпожарните служби не можат да придат и преку прозор да влезат во објектот, затоа што со нивните противпожарни скали честопати пожарникарите и на тој начин интервенирале, значи преку скалите пристапува до објектот, влегува внатре и почнува да го гаси пожарот. Сега од тој чад што се шири, воопшто немаат шанса да се приближат. Бев присутна 2014 година, мислам беше тоа тестирање на фасади во Загреб, во лабораторија надвор од град се организираше нормално и прво што се пожали противпожарната служба на градот Загреб беше воведувањето на новите фасади. Вика, порано ни беше лесно кога тоа беа обична цигла малтерисана или бетонско платно малтерисано, фасадата не гореше. Сега фасадата гори, така да објектите не можат да бидат изгаснати внатре, затоа што претходно треба да се изврши гасење на пожарот од надворешната страна. Пожари на градилиште или hot work permit, каблирање, привремени хидранти и запалени материјали. Многу чести. Многу чести. Посебно при заварување, оние искри, тоа што кажа. Значи секоја искра, тоа е еден од најголемите ризици кога се работи на градилиштето, кога се заварува, треба многу да се преземат мерки и оној што го изведува заварувањето да биде обучен, што треба све да преземе за да не дојде до завалување, затоа што градилиште како градилиште често пати има растурени околу разни материјали кои што се горливи. И една искра може да предизвика пожар на објектот непредвиден. Ни се случи на плоштад Македонија. Да. Кога зградата на ЕВН беше под реконструкција, веќе беше поставена термичката изолација, при заварување се запали термичката изолација, се проши со среќа, објектот не беше во тој момент користен, затоа што беше под реконструкција, па немаше никој внатре и никој не настрада. Значи, една од причините е заварувањето, затоа треба да имаме шема на градилиште. На самото градилиште да се предвиди каде ќе бидат привремени хидранти, кои што ќе се користат за гасење на евентуален пожар. Точно да се знае која опрема, каде ќе се чува, во какви услови ќе се чува. Значи, организацијата на градилиштето е една од важните аспекти за секоја безбедност, па и за пожар. Кога спомнавме организација или на градилиште, тоа разбираме пожарни патеки, локација на контињери и евакуационен план.
она што може да биде експлозивно, а секогаш има експлозивни материјали, каде да се чува, во какви услови да се чува, специјална заштита. Значи, строго почитување на правилата. Да, имаме делот на лиценци, овластување и нели дозволи од комората која што ги издава, ако не се лажам, мислам дека вие бевте во комората Бев на одделение на градежништво. на За градежништво, да. градежните инженери. Меѓутоа имам и овластување за изработка на елаборати за заштита од пожар, Може. експлозии и опасни материи. Значи тоа се две посебни одделенија. Постои посебно одделение значи за заштита од пожар, експлозии и опасни материи, каде што тоа одделение е задолжено да ги издава овластувањата. Овластување може да добие техничко лице кое што е во една од 4 области, ајде да кажеме и 5, бидејќи технолозите може тука да бидат вклучени, но најчесто тоа се градежни инженери, архитекти, електроинженери и машинци, значи дури и технолози можат да добијат за заштита од пожар, врз база на доказ дека имаат сработено, биле учесници во изработка на такви елаборати на најмалку 3 проекти, можат да го добијат овластувањето. Дискутабилно е дали сега со 3 нас ни е доволно или не, затоа што не постои посебна студиска програма која што би ги подготвувала инженерите за да можат да се справат со еден вака сложен комплексен проблем. Значи мултидисциплинарен е. За некој добро да го сработи сето тоа, мора да ги познава сите овие области што се врзани со пожарот, и машинство, и електрика, и градежништво, и архитектура, технологија на материјалите, како тие реагираат во услови на пожар. За жал, ние во Македонија моментално немаме студиска програма која што би го покрила ова. Добро би било кога на секој од факултетите барем би се изучувало специјализиран предмет кој што во рамките на компетенциите на инженерот од соодветната област ќе го подготви за да може да изработува елаборат од неговата област. А на крајот елаборатот да биде сублимат од сите 4 фази. Фактички 4 морат да го работат. Еден да, ќе го склопи, меѓутоа јас не можам да го сработам она што треба машинецот да го сработи. Да, или обратно. електроинженер. Ниту пак електроинженерот може да ја пресмета конструкцијата дали ќе го издржи дејството на пожарот. Значи секој треба да биде во својата област. А дека ни е потребна таква студиска програма, да, потребна е. Порано постоеше и се уште постои во Ниш, значи факултет на кој што се едуцираа кадри за заштита од пожар. Нови Сад воведе студиска програма. Во Загреб има специјализирани насоки кои што се посветени на оваа проблематика. Ние се уште не можам да кажам дека сме доволно спремни. Градежниот факултет еве направи чекор напред и предметот порано кој што беше изборен, пожарна отпорност на конструкции, сега стана задолжителен предмет, затоа што и еврокодовите налагаат дека секоја конструкција, освен што треба да биде докажана незината механичка отпорност и стабилност, што значи дека таа треба да ги издржи на дворешните товари и инцидентните влијанија како сеизмиката што спаѓа, треба да биде докажан и за дејство на пожар. Така да, од таа причина, предметот пожарна отпорност на конструкции стана обавезен. Но не знам, не сакам ни да се мешам, колку е тој предмет застапен на другите факултети. Архитектонски факултети имаат предмет кој што е изборен, но за среќа колегата што го предава добив информација дека голем број студенти го бираат, така да станал актуелен. За жал, ние стануваме свесни за проблемите од кои ќе ни се случат. Слаби сме во превентивата, од кога нешто ќе се случи, ние почнуваме да размислуваме на таа тематика. Доста студенти го запишуваат тој предмет на архитектура, што е позитивно, затоа што архитектот е тој прв што го осмислува објектот и треба да размисли дали ќе обезбеди доволно патишта за евакуација, дали тие патеки ќе бидат доволно широки, самиот простор како ќе биде организиран во пожарни сектори, а потоа врз база на информација што ќе ја добиеме од архитектот, градежниот инженер може да продолжи и да пресметува дали конструкцијата ќе го преживее дејството на пожарот. Најчести грешки, нели, при изработка на проект или елаборат за заштита од пожар, кои се?
Најчести грешки. Желбата да се помине поевтино. Не можам да кажам што, затоа што оваа фаза се остава последна. Место да биде во почетокот, уште кога се замислува дека еден објект се ствара негова идеја, значи идејно решение правите за објектот, веднаш треба да биде една консултација со инженерот кој што на крај ќе треба да го даде последното мислење за елаборатот за заштита од пожар, експлозии и опасни материи, дали концептот што е направен би ги задоволил сите безбедносни мерки. Ако не, да се интервенира во старт. Многу е тешко кога вие ќе добиете готов проект. Проектирана е од архитектонски аспект зградата, статика завршена, електрика завршена и сега ви велат, ајде, елаборат за заштита од пожар, експлозии и опасни материи. А што ако нешто не задоволува? Враќање на почеток. И тогаш се проблеми. И секој бара, ако може, некој компромис. Компромисите на крај не носат до многу лоши решенија. Таков елаборат треба да се направи за секоја пренамена на објект. Многу е важна намената. Не може ако јас во Приземе сум планирала дека ќе имам гаражи. Тогаш имам едно решение. Утре го продавам тој простор и некој од гаража го пренаменува во магазин. Тој мора да изработи елаборат за заштита од пожари и експлозии. Друго е пожарното оптоварување, другите условите за заштита, друга е евакуацијата. Значи, во старт мора да се знае намената на објектот и да се имаат предвид сите мерки што треба да бидат преземени пред воопшто да се решава објектот и да се дава ликот на објектот. Не треба да штедиме на она што утре ќе ни биде спас во животот. А за жал такви сме, што велам тоа и во градежништвото. Ќе дадеме 1000 евра за квадрат плочки, скапи италијански плочки, само да ми изгледа дома убаво. Ама дали ми е безбедно? Ајде, не морам да ставам против пожарна врата. Ќе купиме некоја поевтина, колку да заврши работа. Значи, секогаш мислиме на естетиката, а не мислиме на безбедноста. А безбедноста е таа што после, кога ќе се деси нешто, си велиме, како ова не размислив на време. Лечиме последици, место да ги спречиме. Кои предмети на градежниот факултет се поврзани со оваа област? Нормално, бидејќи се работи за градежништво, секако дека еден од предметите ќе биде однесувањето на конструкциите во услови на пожар и тоа е предметот пожарна отпорност на конструкции. Тоа е предметот втор циклус студии во кој што е покриена проблематиката на однесувањето на конструктивните системи при дејство на пожар и тоа за бетонски конструкции, челични конструкции и дрвени конструкции. Бидејќи во еден предмет не можеме да ги опфатиме сите видови на материјали, добро би било да се прошири и на зидани конструкции, алуминиумски конструкции, но секако добро е и да се почне со оние што најмногу се застапени кај нас, а тоа е бетонот, челикот и дрвените конструкции. Покрај овој предмет постои изборен предмет заштита од пожари, во кој што пак се учат основите што еден инженер треба да ги знае доколку во иднина сака да изработува елаборат за заштита од пожар, експлозии и опасни материи, кај што се зборува и за патишта за евакуација, и за активни и пасивни мерки за заштита, но повеќе на активните мерки за заштита. Значи, тука се тие, а пасивните мерки преку конструкцијата се во обавезниот предмет, задолжителниот предмет што го имаме, а тоа е однесување на конструкции во услови на пожар, односно пожарна безбедност на конструкциите. Сега, кои мотивациони зборови би ги користеле за да ги мотивираме младите кои што треба да се запишат на факултет, да се фокусираат на оваа струка, да се запишат на градежниот факултет и ние како млади, луѓе да придонесеме за заштитата од пожарите, за поквалитетни конструкции. Благодарам за тоа што ми прво, јас кажав во старт, мило ми е што ме поканивте на оваа тема, затоа што кај нас некако ги лечиме последиците, а не презимаме мерки за превенција. Превентивата е секогаш најдобра. И како и во здравството, нели велат превентивата, да не дојде до болест, затоа што ако се случи болест, и последиците се полоши, и финансиски, значи многу поголеми трошоци и така натаму за лечење на пациент, исто и со конструкциите. Тие се за нас пациентите. Значи, ако преземеме мерки да не дојде до
појава на пожар би било најдобро. Да не се случи пожарот. А ако се случи, треба објектот да биде така проектиран да успее да издржи, за да може после со погаснењето на пожарот, со мали санации, да тој повторно се употребува. Значи, материјалната штета да биде многу помала, а никако да не дојде до човечки загуби. Свесни сме во последно време она што ни се случуваше и што во светот се случува со многу пожари на високи објекти, посебно кај што имаме голем број жртви, дека пожарот не треба да биде занемаруван. Во минатото, може би затоа што и не постоеле математички инструменти, ајде да кажеме, опции за пресметка на конструкциите за дејство на пожар, таа област некако секогаш била во втор план. Се посветувало повеќе внимание на анализа на конструкциите нормално за постојани и променливи товари, сеизмика, но откога нумериката фактички стана составен дел на сите анализи во градежништвото, се отворија врати и за вклучување на пожарот како товар на конструкции. Ако студентите бидат подготвени да ги пресметуваат конструкциите за дејство на пожар, тогаш последиците што пожарот ќе ги предизвика ќе бидат многу помали. А секако нема ни да дојде до човечки загуби. Значи, материјалната штета може да се надокнади, но загубата на човечкиот живот не се надокнадува, нема цена за нејзе. Затоа велам, треба да се работи на превентивата, а се ова што ние ги учиме студентите се фактички превентивни мерки. Ви благодарам за денешното присуство, ви благодарам за разговорот што го имавме за објектите, односно за заштитата од пожарот на објектите. Почитувани, ова беше новата епизода од Инженеркаст. Останете со нас, приклучете се и открите ја муката на знаењето.